Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски и директорот на јавното претпријатие за државни патишта Александар Стојановски, заедно со градоначалникот Радко Димитровски, денеска направија обиколка на градежните работи и на асфалтирањето на клучката на влезот во Кочани од подлошка раскрсница до хотел Национал. Да се работи за рехабилитација на клучката и влезот на Кочани, инвестиција вредна од 8,5 милиони денари. Изградбата ја работиме преку Македонија пат. Мисајловски информираше и за активностите на патот Кочани-Делчево и за распишаниот тендер, како и за другите активности на патната инфраструктура во државата. Денеска официјално го распишавме тендерот за изградба на Кочани-Делчево. Се работи за инвестиција вредна од 10 милиони евра, од прилика 30 километри нова делница. Но исто така сакам да информирам дека до крајот на годината ќе започнеме и со нови експресни патишта, станува збор за Штип Радовиш и Штип Кочани. Очекувам до крајот на годината дека ќе ги завршиме сите оние потребни постапки и документација за распишување на тендер за градба и во првата половина на 2016 година да започнеме и официјално градба. Така да правиме една целосна слика и целосно подобрување на инфраструктурата во цел регион. Како што може да видите, моментално се гради Скопје Велес сосема завршен, го работиме Велес Кадрифаково, го работиме автопатот Миладиновци Штип, ќе го работиме Штип Кочани, ќе го работиме Штип Радовиш, ќе го работиме Кочани Делчево, така што во наредниот период ќе направиме целосна слика и обнова на инфраструктурата во овој дел на Македонија. За градоначалникот на Кочани Радко Димитровски, иако оваа траса од влезот во Кочани не беше влезена во програмата за оваа година, со добро разбирање на Министерството за транспорт и врски и на јавното претпријатие за патишта и оваа делница е асфалтирана. Благодарение на разбирањето кое што го имавме од страна на Министерството за транспорт и врски, посебно од јавното претпријатие, ние ја реализираме оваа инвестиција. Како што најави министерот, тоа е инвестиција во вредност од 8,5 милиони денари, должина од 1200 метри асфалтирање комплетно и целокупна хоризонтална сигнализација, што значи дека ја подобруваме целокупната слика за влезот на градот Кочани. Разговаравме и за другите и локални проекти кои што ги имаме заеднички, а поготово за оние кои што се поврзани за целосната инфраструктура на истокот, бидејќи сепак Штип и Кочани се центар на источна Македонија. Очекувам дека оваа соработка и со Министерството, односно со владата на Република Македонија ќе продолжи понатаму, што ќе резултира долго најавуваниот пат, експресен пат Штип Кочани, дека ќе отпочне во наредната година, ќе се распише сега до крајот на годината и дека ќе имаме рехабилитација на патот од Кочани до Пониква. Димитровски најави реконструкција на повеќе патни правци во општината со заедничка помош на Министерството за транспорт и врски на Република Македонија.